Евангелие според Лука, 17 глава. Им рече Исус на учениците своји: Доаѓањето на соблазните неизбежно, но тешко на оној преку кого доаѓаат. За него би било подобро да му обесат воденички камен на вратот и да го фрлат в море, отколку да соблазни еден од овие помали. Внимавајте на себе. Ако сгреши против тебе братот твој, укори го, и ако се покае, прости му. И ако 7 пати на ден сгреши против тебе и 7 пати на ден дојде и ти рече се каам, прости му. И му реко апостолите на Господа: засили ни ја верата. А Господ им рече: кога би имале вера колку синапово зрно и речете на онаа црница откорни се и пресади се в море, таа би ве послушала. Кој од вас, кога ќе се врати од поле неговиот слуга, кој орал или чувал овци, веднаш ќе му рече: дојди бргу и седни на трпеза? Нема ли да му каже: приготви ми да вечерам, препаши се и служи ме додека јадам и пијам, а потоа ти јади и пи? Зар ќе му благодари на тој слуга што ја исполнил неговата заповед? Мислам не. Па така и вие, откако ќе исполните се што ви е заповедено, речете: ние сме слуги безполезни, зашто го извршивме она што бевме должни да го извршиме. А кога одеше за Ерусалим, тој поменуваше меѓу Самарија и Галилеја. Кога влегуваше во едно село, го сретнаа 10 лепрозни луѓе и застанаа подалеку, па со силен глас повикаа: Исусе, учителе, смилувај ни се! Штом ги виде, им рече: отидете и покажете им се на свештениците. И тие, уште додека одеа, се очистија. А еден од нив, кога виде дека излекуван, се врати и го прослави Бога гласно и падна ничком пред нозете негови, благодарејќи му, а тој беше самарјанин. Исус пак одговори и рече: зар не се очистија 10? Каде се другите 9? Зарем не се најдоа да се вратат и другите и да му воздадат слава на Бога, туку само овој туѓинец? И му рече: стани, оди си, твојата вера те спаси. Запрашен од фарисеите кога ќе дојде Царството Божие, тој им одговори: Царството Божие не доаѓа забележливо, ниту пак ќе се каже: еве овде или еве онде, зашто Царството Божие е во вас внатре. Им рече на учениците: ќе дојдат дни, кога ќе копнеете да видите еден од деновите на Синот човечки, и нема да видите. И ќе ви речат: еве го овде или еве онде, но не одете и не барајте. Зашто, како што молњата кога ќе светне на небото осветлува се што е под небото, така ќе биде Синот човечки во својот ден. Но најнапред, тој треба многу да пострада и да биде отфрлен од овој род. Како што беше во Ноевите дни, така ќе биде во деновите на Синот човечки. Јадеа, пиеа, се женеа, се мажеа, се до оној ден кога Ној влезе во ковчегот и дојде потопот, па ги погуби сите. Исто така, како што беше во Лотовите дни, јадеа, пиеа, купуваа, продаваа, садеа, дзидаа, но во денот, кога излезе Лот од Содом, падна од небото оган и сулфур и ги погуби сите. Така ќе биде и во денот кога ќе се јави Синот човечки. Во тој ден, кој е напокрив, а покујкнината му е в куќи, нека не слегува да ја земе, а така и оној кој е в поле да не се враќа назад. Сетете се на Лотовата жена. Кој сака да го спаси својот живот ќе го загуби, а кој ќе го загуби ќе го запази. Ви велам, во таа ноќ ќе бидат двајца на една постела. Едниот ќе го земат, а другиот ќе го остават. Две жени ќе мелат заедно, едната ќе ја земат, а другата ќе остават. Двајца ќе бидат на нива, едниот ќе го земат, а другиот ќе го остават. И кога одговорија, му рекоа: каде, Господи? А тој им рече: каде што е лешот, таму ќе се соберат и орлите.